Добро вечер на 24 март. Гледате Ноќно студио, вечерва посветено на актуелните состојби, од една страна Блискиот Исток, од друга страна рефлексиите или ефектите кои што ги чувствува секој еден од нас поради војната на Блискиот Исток, која што, иако имаше ветување дека ќе заврши во некој си можеби разумен рок, сепак тие тензии продолжуваат, а од друга страна слушаме за некакви преговори кои што пак нема некоја потврда дека навистина се случуваат. Вечерва на оваа тема, на почетокот од Ноќно студио, разговараме со Милан Стефановски, воено-безбедносен аналитичар. Благодарам што прифативте, вечерва сте со нас. Добро вечер и фала на поканата. Милан, ќе започнеме со она што веќе го најавив. Долготрајни последиците се, зборуваме за еден процес кој што тлее со години, сега повторно реактивиран таа жешка точка. Какви се последиците, какви рефлексиите се врзна со војната на Блискиот Исток? Токму така, добро ви беше воведот. Генерално ставено зборот на етиологијата на самиот конфликт, тој е генерално во размерите на она што би се рекло помешани интереси на западните земји, на земјите кои се во развој, на регионалните сили кои се во окружувањето, говоре дека ова поднебие е типирана бомба и за да се навлезе во суштинска анализа треба да ги разбереме тие неколку параметри. Иран долго време се подготвува за ваков конфликт од перспектива на тоа што го има како вооружување, но и од перспектива на тие прокси играчи на кои Иран има влијание. Пред се мислам на Хезбола во Ливан и хутите, но и во милициите кои во Сирија и во Ирак имаат огромно влијание. Тие се држава во држава, тоа се паравојни единици кои имаат многу финансии и на некој начин Иран низ призма на тие мрежи има регионално влијание. Во тој прв елемент тоа значи дека Израел ќе биде постојано загрозен. Без разлика дали со доаѓањето на таа верска компонента на Ајатола Хоти и така натаму, кои генерално во својот статут, условно кажано, Израел го сметат за смртна земја, односно за земја кои имаат тенденција да ја уништат. Од друга страна, неочекувано за неколку аналитичари, но Америка генерално не носи адхок одлуки. Овој конфликт е димензиониран уште самите почетоци на администрацијата на Трамп. Мене ме чуди фактот што моите колеги се впуштаат во анализа која е сувопарна и површна. Вие кога го донесете носачот на војни форт, а преговарате, тоа говори дека вие во преговорите или не сте успели или сте купувале време за разузнавање. Во таа смисла за мене не е нешто што се случило сега, но и колку е регионален, глобални се рефлексиите, она што вие говорите, дека можеби димензионирањето на одлуките на администрацијата на Трамп дека тоа ќе биде кратко, но рефлексијата ќе биде глобална. Токму заради тоа што таму се мрежуваат неколку патишта на клучни енергенси во овој дел на светот, повеќе од фактот што руско-украинскиот конфликт исто така допира во некои енергенси кои и западот и на истокот им треба. Особено струјата. Апсолутно, да, струјата е основната компонента, но е поврзана со другите енергенси, нафтата, гасот и така натаму, но и димензионирана на енергенси кои се повеќе ќе се користат заради вештачката интелигенција. Кој сега ќе го заземе тој простор, тој ќе владее во следните 50 на години. Оттаму ние можеме да го анализираме овој конфликт како не изолиран, туку е дел од поголема шаковска игра. Дали тоа станува збор дека Израел е загрозен заради регионалната сила или тоа што таму има енергенси, или стиснувањето на Русија и на Кина, тоа говори дека сето во една композиција собрано говори дека ова е комплексен конфликт. Тој можеби војната експедиција да трае 30, 40, 60 дена, она што го гледавме во нападот на Сарајево, Славија или на други места, да, војните кампањи толку траат. Но што понатаму? Значи вие ако немате што да бомбардирате, имате други стратешки одлуки, дали тоа ќе биде копнена офанзива, дали тоа ќе биде дипломатијата која на крајот од денот мора да се случи, затоа што во тој регион вие имате
примери дека она што ќе го заземете како типот на Афганистан и на Сирија, без разлика на промена на режимот, ако вие не владеете на терен, вие не сте постигнали целта. Да, тоа се интересни поинти кои што ќе бидат уште поинтересни како ќе се развиваат во иднина, особено и поради енергијата која што знаеме дека се напуштаат низ Европа и постројки за нуклеарни, но од друга страна пак се соочуваме и со недостаток, а пак вештачката интелигенција користи голема енергија, огромна количина, од една страна за производство на таа содржина, но и за ладење на дата центрите, па дури и вчера имаше интересна објава и Илон Маск дека дури планира во вселената да се транспортираат дата центри со цел тоа ладење да се овозможи што полесно. Ормускиот теснец е точката која што можеби е судирот околу тоа кој и контролата која што се спроведува. Што мислите вие, ќе се постигне некаков договор помеѓу воени действија или пак дипломатијата ќе преовладува за постигнување на некакво решение? Има едно општо правило дека дипломатијата е претходница и последица на конфликтот. Пред да вие направите било каков судир, без разлика да имате официјална дипломатија или тајна дипломатија, дури и со воен конфликт, вие последна ви е опцијата, секако дипломатијата. Дури да заврши военниот конфликт, вие мора да седнете со некој да преговарат. Во таа смисла, искуствата ако Америка ги црпи како низ призма на лекции од случајот на Афганистан, повлекувањето на Афганистан, и оно што денеска се случува во Афганистан, или промената на режимот во Сирија и оно што се случува сега во Сирија, тоа говори дека вие со војни действија, со војни методи нема да остварите целта. И Ирак е истиот пример, што говори дека дипломатијата на крајот од денот ќе биде клучна, затоа што ако вие генерално војно победите, но не го контролирате теренот, а имаме доста аргументи зошто не се контролира теренот и зошто не би можело да се контролира теренот, тоа говори дека дури и војно да победите и да го заземете теснецот и да имате војни експедиции, безбедностни експедиции по поморски пат, тоа не ви е гарантор дека тој пат ќе биде безбеден, што значи дека не сте постигнале целта. Ви гледате, дури ова војна се сведува на берзански шпекулации. Од тоа говори дека сигурноста на оно што се зборува е сосем различно на оно што на теренот. Ако вие Ирак имате 10, 15, 20 години американски војници и потоа ќе се повлечете од причини кои сте реално дека не можете да го контролирате теренот, тоа може да се случи и со ормоскиот теснец. Без разлика кој ќе контролира, ако не воспостави мир, стабилност и дипломатија, или она што го вика Трамп, заедно да го контролираат, тогаш војните цели не се постигнати. Во таа смисла мислам дека дипломатското решение е оно кое ќе даде на долг рок стабилност на тој теснец. Таму сигурно ќе биде вклучен Иран, без разлика дали ќе биде тоа во преговори со режимот или не, но фактите говорат дека режимот условно кажано има комплетна контрола на терен. Можеби американците избрзаат со војните действија, затоа што таму веќе има протести, но протестите се суспендирани секогаш кога има војна. Тие сега немаат никаква цел, односно не може да предизвикаат по разорна последица. Од друга страна, убиството на таткото Ајатолахот на овој сега му дава поголема легитимност и во иранската револуционна гарда или во бригадите на Куц, но и обединувачки фактор. Практично вие сте го елиминирале оној начин на побрза замена на режимот. Вие можеби се сумните да сте го расврстиле режимот и имате проблем да воспоставите контрола. Имате проблем ако преговарате со него, значи може се толкова како пораз. Во таа смисла има многу магла, има многу непознати, но крајно решение ќе биде секако еден дипломатски завршиток ако проблемот е само теснецот. Јас не верувам дека е теснецот главната цел на ова војно действие, бидејќи видите и со теснецот и без теснецот економијата ќе функционира, дали се тоа 20 или 30% се релевантни во економијата во моментот кога што вие сега ќе мора да се снајдете. Но ако Иран го користи како оружје, како средство, како метод и стратегија, тоа е за него и почеток и крај. Најсилната стратегија на Иран да го контролира теснецот, да го суспендира, да го блокира и да го ослободи. Затоа целата насока и целата сила на Иран ќе се сведе на тоа. Тоа е мекиот стомак за да може да преговараат Соединетите американски држави. Не Израел, но Соединетите американски држави, да.
Ги споменавте преговорите, од тука прашањето има ли воопшто преговори? Од една страна сме сведоци дека нападите врз тие енергетски капацитети некако стивнаат новивен, барем не сведочиме за толку големи напади, поради можеби некакви преговори кои што ги посочи американскиот претседател, но пак Иран ги демантира. Има ли воопшто преговори во овој процес, во овие моменти? Да, колку да е флуидна оваа состојба сега, искуството говори, да, амплитудата на нападите, на воздушните напади е намалена, но искуството говори дека и пред напади, и за време на кулминација на нападите, и после тоа, тајната дипломатија игра голема улога во тој контекст. Во таа смисла, треба да поминат години каде што можеби излезат на површина информациите дека за секој конфликт постојат тајни преговори. Тајната дипломатија е таа која бара решенија. Вие кога ги исклучите тајните преговори немате никаква цел. Она што и американската јавност и на Европската унија, па дури на НАТО, е барањето, односно позиционирањето што сака Америка како последна точка да постигне. Во таа смисла Америка има интерес тајно да преговара, има интерес и режимот да преговара со своји услови, бидејќи повторно велам, не е Иран држава каде што вие можете воено да победите во краток рок. Во долг рок вие немате никаква исплатливост. Проблем ќе има Америка и републиканците, проблем ќе има светот, ќе има проблем Украина. Русија има генерално комботна позиција, бидејќи на дневна основа 150-200 милиони долари пешали од овој конфликт. Кина е интересна, Кина има интерес во Иран, можеби има на некој начин истоварено некакво модерно вооружување, бидејќи мене ми изненади рушењето на иранците на F-35. Тоа е, мислам, прескап воздухоплов за да биде рушен на тој начин како што рушен. Тоа говори дека Иран не е држава каде што вие можете брзо да го завршите конфликтот, без разлика дали воздушните кампањи ги ослабела или не. И затоа американската администрација, дури да се двонасочни информациите, дури да се хаотични информациите, самата теза исклучува другата. Дури и кратко да трае воздушната кампања, вие немате реален победник. Она што ќе заврши, според мене, е дипломатија и преговори со сегашниот режим, со клучни точки 10, 15, 20, како ќе се одвива тоа трансформација на Иран да биде партнер и на Соединените американски држави, освен на БРИКС. Ќе се навратиме повторно на преговорите и на евентуално кој прогласил победа и од овој исход. Ги споменавте кинеските и руските. Што се крие за таа одлука за Иран да пропушта да поминуваат руски и кинески бродови? Не е тајна дека Иран има и воена соработка, и економска соработка и со Русија и со Кина, и во рамките на БРИКС, но и надвор од тоа. Договорите кои Иран има страшни економски санкции многу години, децении назад. Секако дека не би можела да издржи ако зад таа држава и за тој режим не постојат регионални или глобални играчи. Кина е таа која економски му помага многу на Иран, Русија со енергенци, се претпоставките дека си со војна технологија. Во таа смисла па Иран или помага на русите во однос на дроновите и така натаму. Се кријат интересите на генерално Блискиот исток, тоа е доминантен интерес на Соединените американски држави, со напуштањето на американците на Афганистан и со напуштањето на Сирија на американците, односно се извинувам на русите, говори тоа дека глобалните сили мора да имаат територија каде што ќе имаат свој интерес. Дали таа територија ќе ја користат за да се осврат своите центри на регионални позиции на дистрибуција на глобалната моќ. Има теории и претпоставки дека Русија нежно остапува и од Сирија и од Венецуела, сега можеби од Иран, заради компензацијата која би имала во Европа и во Украина, проектирајќи се како регионална сила. Она што Кина можеби ќе остапи од Иран е тоа што има амбиции во Тајван, или пак нема да остави и ќе го гледа својот интерес во Иран, бидејќи на Кина и требаат неопходно голем број на ресурси. Оттаму разбирлива е глобалната игра и глобалните интереси кои на неколку точки на земјата точка имаат интерес да ги спроведат своите интереси.
Сега можеби неблагодарно ќе биде прашањето, но се гледа ли крајот или некакво примирие на целиот овој конфликт, особено претходно ги споменавме и тие барања кои што сад би ги имале или услови за некаква контрола и врз Теснецот. Да. Не, во геополитиката нема неблагодарни прашања, има одложени прогнози или можеби попрецизни прогнози. Она што за овој конфликт се смета дека брзо ќе заврши е заради самата ширина на конфликтот, бидејќи видите таму Израел е вклучен индиректно со Либан, тука се нападнати Катар, Саудиска Арабија и неколку други држави. Оно има регионален карактер, но заради глобалната рефлексија, овој конфликт не одговара на никоја глобална сила да продолжи да се случува. Дури на американците, бидејќи имаат проблеми дома, не им одговара на кинезите, бидејќи имаат стабилни партнери за користење на енергенси. Колку и да одговара на Русија, еден ден на фокусот за решавање на руско-кинескиот конфликт треба да оде на дневен ред. Во таа смисла, можеби ќе трае пократко тоа на што ние размислуваме заради глобалните рефлексии. Се очекува после изборите во САД да има силен притисок за решавање на и двата конфликта. Она кој па републиканците го димензионираат пред самите избори, да го завршат конфликтот со Блискиот Исток, да ги постават своите интереси и да почнат да димензионираат практично стратегијата за решавање на руско-кинескиот конфликт. Да, изборите ќе бидат несомнено интересни, можеби и дури поинтересни од претседателските од пред една година, со оглед на клучни, тоа многу што важни. Клучни и важни, и особено што претседателот Трамп не ужива многу голема доверба меѓу американците, особено во овие периоди. Па сериозно, Баре според анкетите сега. Апсолутно и она што е последното јавно мислење е тоа што и движењето МАГА внатре имаат генерално проблеми со овој конфликт. Не е очекувано американците, за американската јавност, не за тие што го следат овој процес, го сврти возилото премногу радикално, премногу остро, и во таа смисла фокусот и победата на Трамп беше да го реши руско-украинскиот конфликт и самиот се промовираше за лидер на миротворец во светот. А проблемот на американците е секогаш джепот или економијата, а овие амплитуди на енергетскиот пазар и на берците не одговараат на сегашната политичка граница. Да, ги гледам и тие шпекулации практично доведоа до цената на нафтата од 102 до 120 да се движи со една изјава на американскиот претседател Трамп. Ја споменавме опасноста, сведоци бевме дека во изминативе недели практично дали беспилотни летала, дали ракети завршија што во Кипар, што во Турција, која што е земја членка на НАТО алијансата, колку има опасност од проширување на овој конфликт осем од овие засегнати страни кои што сега се? Географски, он е веќе димензиониран, е проширен до таму каде што има опција Иран да ги проектира своите војни моќи, односно далечината на проектилите, но тоа беше праќање на порака дека никој не е безбеден и дека постојат војни капацитети на Иран, но не им одговара на Иран да влезе во војна со повеќе соседи и да изгуби поддршката во делот на муслиманската заедница, бидејќи Иран толку ужива голема доверба во зборам исламската компонента, како верска компонента. Во таа смисла преризично би било да го прошири тој конфликт, исклучувајќи ги војните цели кои стојат на располагање заради војните бази кои ги имаат и Америка, и Израел, и Британија. Не се очекува да се прошири конфликтот, бидејќи стратегијата е на Иран е да ги држи енергенсите многу високо во самата цена и да биде простор за преговарање, бидејќи пак тоа не одговара на Соединетите американски држави. Нафтата, енергенсите ги споменавме како клучен момент во целата приказна. Тоа се првите моменти кои што Европа ги почувствувавме и ние. Гледаме дека за повеќе од 10 денари се зголемија нафтените деривати. Има ли можност некако позади грбот, ајде да речам, на Трамп да се договори некоја европска земја во однос на тие енергенси? Постојат претпоставки дека Европа прави план Б за Европа е генерално зависна од енергенси. Оно што
практично замената за рускиот енергенс беше сосема свртено кон другите бази, дали се тоа Блискиот исток, дали тоа се американците. Но во ваква енергетска криза секој ќе се сврти сам кон себе и да сака Европа, ќе нема да од каде да купи. Оттаму практично постојат претпоставки дека Европа прави план Б, можеби нема да звучи нож зад грбот на американците, бидејќи јасно дека американците, сегашната гарнитура на администрацијата на Трамп и Европската унија немаат синхронизирана заедничка надворешна политика, се погласни се и германците и французите, кои говорат дека потребни се и ресурси и стратегија за градење на независна енергетска заедница на Европа за да биде поотпорна од вакви шокови. Ви изненади можеби прашањето што така цврсто ние се одлучивме да застанеме проамериканска страна, да заземеме многу рано, можеби за разлика од дека европејците беа малку по резервирани, да речем, во својата одлука? Знаете како, Европа има избор, ние немаме избор. Нашата стратегија како влада, низ призма на владата, секако анализата е зацртувајќи ги своите позиции и барајќи партнери надвор од Европската унија географски, зацврстува позицијата на Македонија во надворешната политика, градејќи силни партнерства со големите играчи. Тоа е многу вешт маневар, колку да звучи можеби, не знам, фантастично, но ние немаме избор како да ги предизвикаме европејците и да го свртиме вниманието да се вратат на принципите. Никако не пуштајќи ги европските сојузници и партнерите кои не се во Европска унија. Тој маневр повеќе го гледам како свртување на вниманието на Европа за да може да го пополни овој простор, соодветно низ геополитичка призма и проширувањето на Европската унија, без да го прават други трети играчи. Кои би биле безбедносните ризици, осем овие последици кои што ги чувствуваме на енергенсите, кои што нели потоа може да повлечат многа и основни прехранбени производи да влијае врз целиот синџир на исхрана, кои би биле безбедносни предизвици можеби за овој регион и во кои моменти НАТО би се вклучила во цело тоа? Генерално јас опстојам на тезата дека ние најголеми економски посредници би имало, не само затоа што сме ние членка на НАТО и активирајќи член 5, ако нас некој не нападне, ние не сме атрактивни да се разбереме за некој да нападне, кој би било фасоно дека некој ја нападнал Македонија, ако некој сака некого да нападне и да ги предизвика интересите, дали ќе ги шири, дали ќе ги преговара, ќе ги нападне многу помогните држави. Оттаму треба грчаните да бидат спокојни, но има една теорија и дефиниција во воените науки, и не важи само за нас, а тоа е дека во хаотични времиња, кога има хаос во меѓународниот поредок, кога безбедносната архитектура е нарушена, кога вие немате официјални институции, тие се делегитимирани, зборам за меѓународни институции, каде што гарантират безбедност, тогаш вие сте подложни на суверенистички действија, на тероризам, на сајбер напади, на диверзински напади, на подкупување на владите, на суверените влади, на револуции, секако на тие што во историјата или во праксата или во еднината не ви мислат добро. Во таа смисла, ако ова продолжи, светот ќе биде подложен на вакви напади, не само на нас, но малите земји се многу подложни бидејќи нивните финансиски можности не можат да действуваат бидејќи НАТО ако се фокусира на една точка, на поглобален конфликт. И ние учествуваме во тоа, заради тоа што ние освен конзументи на безбедност, ние сме испорачатели на безбедност, како што е во животот. И ако повеќе конфликти се во светот активни, тогаш вие ќе имате и послаби точки. Во таа смисла тогаш може би да дојдат ваков вид на напади, кои ќе ни направат проблеми, не да не се справиме со нив, туку ќе ни одземат големи ресурси за да можеме да се справиме. Но таа смисла немаме ние војни закани директни, со последица на инфраструктура на луѓе, но институциите може да страдат од хибридни напади, од сајбер напади, тероризмот, нели, во тероризмот постои стратегија на сами нивоци кои ќе сака да можеби или активирање на тие ќели кои што низ Европа ги имаме, но тоа можеби најголемата опасност. Да, најголемата опасност, една од поголемите опасности
Сепак и тие групи, кога би направиле нешто сакаат да одекнат, да има ехо низ просторот, тоа би го направиле на многу помогни и повлијателни држави, но тоа не значи дека нашите служби треба да спијат. Ние сме генерално и синхронизирани со службите во НАТО, со партнерите. Еве и сега имаше брзо елиминирање на Келија, на ИСИС. Но тоа се генералните точки каде што ние би биле загрозени. Затоа војниот хаос, каков што е, интензивен. Ако се сеќавате, немаше војна, но ковидот проектираше војна атмосфера. Значи, тие шатдауни, тие односи на економијата, па конфликтите со Украина, претходно со исто Мински и договорите за Мински 1, Минск 2, војните во Блискиот Исток говори дека светот комплетно вриеше и сега она испуштање на канализирање на енергијата заради преструктурирање на глобалната моќ одржува својата кулминација. Некој третира како Трета светска војна, но во мејнстримот не постои тоа, но како и да е, ова не се добри времиња за општествата и ние мораме да бидеме и внимателни и спремни и да користиме многу поголем број на ресурси за да можеме да ја заштитиме нашата нација. Го споменавте членот 5, во кои моменти државата треба да одлучи било која, ако зборуваме ве Турција на пример да ја земеме за пример, во кои моменти или по која акција треба да одлучи дека треба да се активира членот 5? Вака стои практично во статутот на НАТО дека членот 5 го активира собранието на НАТО. Веднаш од кога една земја членка на НАТО ќе биде нападната на нејзината територија, ќе биде нанесени штета по нивната инфраструктура, по целите, по граѓаните, по културните добра, и тогаш се активира членот 5 без разлика дали тоа станува збор за терористички групи или за држави. Оттаму сега дилемата е дали Турција нападната или меѓународната база на НАТО нападната, односно на американците. Она што говори Турција и тоа што говорат аналитичарите дека целта е војната база на Турција и самиот Иран тоа го објави. Но доколку Иран го нападе Турција, бидете сигурни дека во рок од 24 часа НАТО ќе се брани, ќе нападне Иран како превентивно. Тоа е поентата на НАТО и атрактивноста на НАТО е токму лежи во членот 5. Значи напад на една земја членка е напад на сите земји членки. И за тоа се разработени сценарии и во НАТО, и стратезиите на НАТО, и разузнавачките служби на НАТО, и ги има детектирано точките каде што би можело да се случи такво нешто. Бидете сигурни дека НАТО е ефикасен во моментов, ако се сеќавате неколку проектили од Иран испукани кон Турција и на конкрет се во 10 минути срушени од НАТО Системите кои се во слоеви. Она што Грција сака да го направи со Ахиловиот штит, тоа постои веќе од Средноземно море, од Индискиот океан, тие сите носачи на авиони, сите тие противовоздушни системи, сите тие ловци се тренирани во симулации, во разни симулации да може да пресретнат и балистички проектили, и хиперсонични проектили и така натаму. Ви благодарам многу за овој разговор. Се надам дека успеавме малку по детали да навлеземе и да им пренесеме на гледачите што точно се. Да, ви благодарам на прашањата и вие вака честитки се трудите генерално со и прашањата и со форматот на емисијата и емисиите претходно на гледачите да им дадеме една многу појасна слика, колку да кратко времето се трудиме да објасниме што вака попрецизно. Да, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на вас. Почитувани Милан Стефановски, војно-безбедносен аналитичар, беше со нас, со кој што анализиравме како во изминатите недели се развива конфликтот на Блискиот Исток,